Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денешното издание. И србите, и русите, и општина Тетово, и Уставниот суд виновници според Демократската унија за интеграција за укинатата одлука за преименување на улиците во Тетово. Провокациите се дел од организирана бугарска пропаганда против Македонија. Премиерот Мицкоски вели дека постои поширок обид за влијание. Тодор Петров прима смртни закани на Фејсбук. Бара Министерството за внатрешни работи да реагира. Извесен Драган Влав сака да ми ја скрши главата, вели Петров. Огнот кај Чегране се уште гори, пожари избувнаа на повеќе локации, дел од нив веќе изгаснати. Министерката за образование и наука Весна Јаневска ги смирува наставниците. Никој нема да биде избркан од работа поради оптимизацијата. Финансиски скандал во Прилеп, фалсификувани фактури во тутунскиот комбинат, штета од 1,4 милиони денари. Тетовскиот вокал, 25 годишниот Давид Груевски, во недела 28 јуни ќе настапи во финалето на Хајп Звезди, регионално музичко телевизиско шоу за откривање нови пејачки таленти. Приказната за Давид Груевски на крајот од денешната емисија. А емисијата ќе ја започнеме со следната вест. Македонското здравство доби пристап до фондови вредни 4,4 милиарди евра преку програмата EU for Health на Европската унија. Договорот бил потпишан во Брисел, а според министерот за здравство Азир Алиу станува збор за важен чекор во приближувањето на домашниот здравствен систем кон европските стандарди. Програмата е најголемата инвестиција на Европската унија во областа на здравството и располага со оперативен буџет од 4,4 милиарди евра. Со пристапувањето Македонија ќе може да учествува во европските повици, грантови, заеднички проекти, јавни набавки и партнерства со институции од земјите членки. Средствата ќе можат да се користат за развој на дигиталното здравство, скрининг програми, рана детекција на болести, онкологија, кардиоваскуларно и ментално здравје, како и за подобрување на подготвеноста при здравствени кризи. Договорот предвидува ослободување од данокот на додадена вредност, царини и други фискални давачки за добра и услуги финансирани преку програмата. Тоа е важно бидејќи европските средства треба во најголема можна мерка да бидат насочени кон реализација на проекти од јавен интерес и кон подобрување на здравствените услуги за граѓаните, додаде Алиу. Министерството најави дека веднаш почнува подготовка на институциите и мапирање на потенцијалните корисници за учество во европските повици. Тивко ме боли, во гради студ се крие, твоето име го шепотам, а никој не ме слуша. Чашата празна пред мене стои, како душа без топлина. Сите соништа ми избега, со тебе замина. Кажи ми, дали некогаш ме сакаше навистина? Молчи, срце мое, молчи, не ја викај по име, што ќе ти е
koga nema koji da slušne. Molči, neka boli, neka gori vo mene, pod ova nebo ostanav sam bez tebe. Ulici prazni me sledat čekori bez pravec, seko jago me podsetuva na tvojot pogled. Race te prazni treperat, nema kogo da gušnam, svet odvrtim, a ja sum izguben. I da vikam koji ke slušne, koga tebe te nema. Molči, srce moje, molči, ne ja vikaj po ime, što ke ti je ljubov svega, koga nema koji da slušne. Molči, neka boli, neka mine kako grev, pod ova nebo bez zvezdi. Umiram bez tebe. Molči, srce, molči. Председателот на Општинскиот огранок на Дуи во Тетово Бајрам Реджепи одржа пресконференција со последен повик до Општина Тетово за итна седница за да има повторно изгласување на одлуката од 2007 година за преименување улици која беше укината од Уставниот суд. Тој вели дека ако Општината нема волја за соработка со нивните советници и нема да ја прифати нивната понуда, ќе ја смета, како што рече, за соучесници на монструозна и скандалозна одлука на Уставниот суд. Цениме дека оваа одлука е противуставна, противзаконска и антиалбанска, поттикната од српскиот свет и секако од руските интереси во регионот. Нивната цел е поттикнување на етничка омраза и дестабилизација не само во нашиот регион, туку и пошироко. И секако дека ние, како Дуи, после оваа одлука на Уставниот суд, ќе мора да превземеме чекори. Ќе ги чекаме 2 до 3 дена и ако тие нема да покажат волја за соработка, ние ќе се организираме и ќе ги анализираме и другите чекори за некако да го заштитиме образот на тетовчани и на албанците во целиот регион, рече Реджепи. На новинарско прашање зошто Дуи во изминатите 2 децении кога учествуваше во владата не ја даде потребната согласност, Реджепи категоричен дека немало потреба за такво нешто. Општината иницира до Советот промена или именување на улици според Законот за именување на улици и плоштади и мостови. Советот го гласа предлогот и го праќа на мислење во владата. Ако владата не одговори на тоа барање, тогаш тоа се вика преќутно одобрување. Владата не одговорила ни позитивно ни негативно во тоа време и тоа се смета како позитивен одговор. Затоа немало никогаш проблеми додека Дуи беше во владата,
Овие проблеми немаше ни воопшто да се дискутираат со такви институции како што е Уставниот суд. Одлуката апсолутно нема никаква врска со правото или со законите и со Уставот. Тоа е политичка одлука, рече Реджепи. Душичката, што ќе посака. Дидл дај, нека ечи песната, нека грми се. Овој живот краток е, дај на душичката, море дај се.
Председателот на владата Христијан Мицкоски во интервју на Македонската радиотелевизија по повод 2 години од мандатот на владата истакна дека провокациите кои се случија изминатиот период се дел од организирана бугарска кампања во нашата држава, кои имаат за цел промоција неприфатливи работи преку еден или двајца политички ликови. Ниски страсти и организирана кампања која во овој период е забележлива. Ние сме зафатени со реконструкција и го користа слободниот простор. Еден, двајца политички ликови во државата да се обидат да промовираат нешто кое никој не може да го прифати. Ова е еден поширок обид за влијание тука. Прилично искусен човек, дипломат на еден наш заеднички разговор многу одамна, пред 7 до 8 години на моите почетоци како председател на ВМРО-ДПМН, ми рече: ако некогаш помислиш дека работите во политиката се случиле случајно, верувај, не е така, не си во право, затоа што ти само не си бил информиран тоа што некој го планирал. Така јас многу малку верувам во случајност во политиката, вели премиерот Мицкоски. Во однос на спорот, премиерот Мицкоски посочи дека ако за нас важи правилото договорот да се почитува, треба и за нив да важи. Но источниот сосед не сака да ги спроведе своите обврски и да ги спроведе пресудите на Судот за човекови права во Страсбур, за да не дадат легитимитет на припадниците на македонската заедница во Бугарија. Нашиот источен сосед има превземено обврски да ги почитува човековите права. Ратификувал резолуција, што значи треба да ги обезбеди човековите права на македонската заедница, така што овие пресуди од Судот за човекови права од Страсбур ќе ги имплементира. Со други зборови, ќе им дозволи на припадниците на македонската заедница да се организираат културно, социолошки и општествено. Тие тоа не го прават затоа што таа живковистичка политика која трае со децении, негаторска кон македонскиот идентитет и внесува страв во коски, бидејќи на тој начин тоа здружение ќе има право да има свој представник во Министерскиот совет за малцинства и ќе се легитимира и идентификува. Тоа им е најголемиот проблем, потенцираше премиерот Мицкоски. Премиерот Мицкоски воедно посочи дека бугарските политичари не се откажуваат од протоколите 1 и 2, каде се охрабрува работата на Историската комисија до влезот на Македонија во Европската Унија, а воедно подсети на говорот на сегашниот бугарски премиер од 2019 година во Санкт Петербург, каде што тој ги присвојува Кирил и Методи и кажува дека вечно ќе слават Сан-Стефанска Бугарија. Во политиката мора стратешки да ги гледате работите пред да ставите подпис. Кога ќе го ставите подписот, претходно мора да имате предтекст на што ставате подпис и да антиципирате можни предизвици. Кога ќе ни каже некој да го смениме уставот, добро, но што потоа? Затоа што оваа трка немаме намера да ја почнеме, имаме намера да ја завршиме. Нашата цел како влада е со мудрост, тактика и стратегија да се обидеме да го исправиме тоа кое е погрешно направено, дециден премиерот Мицкоски. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи.
Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
Председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров објави дека добива смртни закани на Facebook од профил под име Драган Влав и бара од Министерството за внатрешни работи да го испита случајот. Верували или не, на 55 години желба ми е на Тодор Петров некогаш и некаде да му ја скршам главата, напишал јавно заканувачот на својот профил како реакција на колумната на Петров со наслов Чавашиоглу контра Филипче. Петров наведува дека и претходно имал закани, па дури и физички напади поради неговите политички активности, особено поради иницијативите за поставување крстови на различни локации. За крстот во аеродром добивав смртни закани од борци на ИСИС во Македонија, дури од Сирија. Бев физички нападнат за крстот во Бутел, по мене маваа 17 луѓе. Го затворивме тој случај, им простив на сторителите. Подоцна повеќе наши се ситеа заради физичкиот напад врз мене, отколку другите. Има некои кои денес се закануваат, пишува Петров. Тој е особено огорчен што под објавата на заканувачот има повеќе коментари кои јавно ја поддржуваат неговата намера и посакуваат да му се исполни желбата да му ја скрши главата на Тодор Петров. Петров во својата објава ги наведува сите нивни имиња и презимиња. Овие ментално болни души би биле во прв ред да има јавна клада, на која живи би се гореле неистомисленици како во времето на инквизицијата, а сигурно се членови на некои од политичките партии. Еден Заев пред да дојде на власт јавно се закануваше дека ќе јаде живи луѓе. Тоа е таа ментална матрица, пишува Петров и повикува МВР да се позанимава со овој случај навреме. Животот крие многу скриени убици, еве еден со декларирана намера. Законот треба да го смести навреме таму каде што е место, пишува председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров.
се мача. Отровна е та љубов лажна, боли душа Кривична пријава е поднесена против две лица и едно правно лице од Прилеп за продолжени кривични дела поврзани со злоупотреба на службена положба, фалсификување службена исправа и фалсификување или уништување деловни книги, при што, според полицијата, е нанесена штета од над 1,4 милиони денари. Од Прилепската полиција соопштија дека кривичната пријава е поднесена против ГК, 46 годишен, и ЛК, 54 годишен, двајцата од Прилеп, како и против едно правно лице од истиот град. Прво пријавениот во својство на финансиски директор на акционерското друштво Тутунски комбинат Прилеп, акционерско друштво со доминантен државен капитал, се сомнечи дека во периодот од 2021 до крајот на 2024 година во договор со второ пријавениот вршел злоупотреба на службената положба со цел да оствари противправна имотна корист за себе, второ пријавениот и правното лице. Според пријавата биле примани невистините фактури и испратници од правното лице, изготвени и заверени со печат од второ пријавениот за наводно извршени услуги кои реално не били извршени и за кои немало подпис за прием. Понатаму, прво пријавениот, како што наведува полицијата, ги задолжувал службите во сметководство да ги евидентираат документите како обврски, пошто тие биле повлекувани од книговодствената евиденција и одобрувани за исплата, иако не постоела реална основа за тоа. Дополнително, на 31 мај 2023 година, исплатите на спорните фактури биле вршени преку сметка на друштвото на која прво пријавениот бил единствен подписник, предвидена само за интервентни ситуации. На тој начин, според полицијата, били исплатени вкупно околу 1,5 милиони денари, од кои 875.000 денари преку сметката со единечен подпис. Ситно ситкало, ја ќе ти дадам бре илиној моме, еден 100 драм памук, еден 100 драм памук. Да ми зоткаеш бре илиној моме, 300 лахти платно, 300 лахти платно. Шо ќе ти престане бре илиној моме, едена бела риза, едена бела риза. Те кажуваје бре ковенџи Петре, да си мајстор било, да си мајстор било.
stara para, jedna stara para. Ti da mi napraviš bre kovenđi Petre, eden srebren razboj, eden srebren razboj. Što tja ti prestane bre kovenđi Petre, eden srebren prsten, eden srebren prsten. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Митс, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Вода капи наше, сама мома наливаше, ој леле, как сум бела и црвена, како роса разлеана, ој леле, а мома дума говори, уште да сум повисока, ој леле, би го зела царевото, младо лудо ме анџиче, ој леле, ој водо студена, тајна сокриена, срце ми трепери, љубов разбудена, ој мома убава, како
вода жива, каде ке поминеш, песна се разлива. Чешмата месечина ја огрна, ој леле, тивко шепна желба, да ја чуе судбината, ој леле. Ој водо студена, тајна сокриена, срце ми трепери, љубов разбудена. Ој, мома убава, како вода жива, каде ке поминеш, песна се разлива. Право ми оди битола, битола кај валијата. Право ми оди битола, битола кај валијата. Обресели ме фенеди, вали обресели ме фенеди, могила е полна комити, таму е димче могилче, могила е полна комити, таму е димче могилче. Naljutил se Selime Efendi, javna si konja donija, sobra si asker najsilen, niz prsten jajce da prodni. Sobra si asker najsilen, niz prsten jajce da prodni. Izlezi bre dimče mogilče, izlezi bre kuće ka ursko, žena da ke ti ja ukradam, vo sarajke ja poturčam, žena da ke ti ja ukradam, vo sarajke ja poturčam.
Selim Efendi vali obre kuće Kasatsko Kozata ketija oderam na plemena keja ovesam Kozata ketija oderam na plemena keja ovesam. Министерката за образование и наука Весна Јаневска уверува дека оптимизацијата на училишната мрежа нема да се спроведува со отпуштање на наставници, нагласувајќи дека никој нема насилно да биде избркан од работа. Одговарајќи на пратеничко прашање во собранието дали со процесот на оптимизација делот наставниците ќе останат без работа, Јаневска рече дека стравувањата кај наставниот кадар се неосновани. Наставниците не треба да се плашат. Никој нема насилно да ги избрка од работа. Тоа е лага, изјави Јаневска. Таа посочи дека во последните 20 на години бројот на учениците е намален за 28%, а само во последните 7 години државата изгубила околу 17.000 ученици. Во истиот период, според неа, бројот на наставници е зголемен за 46%, што го нотирале и релевантни меѓународни институции. Како резултат на тоа, односот од 18 ученици по наставник се намали на 11,4 ученици по наставник. Тоа доведе до вишок на наставен кадар од околу 13%. Иако сметам дека во ниедна земја доктор и наставник не можат да бидат вишок, проблемот е што имаме училишта со 3 или 5 ученици. Не станува збор само за трошоците, туку и за тоа што тие деца остануваат изолирани и несоциализирани и постигнуваат послаби резултати на тестирањата, рече министерката. Јаневска додаде дека дел од наставниците добиле можност за преквалификација во кариерни советници или образовни асистенти со цел да останат во образовниот систем. Таа потврди дека во училиштата е испратен допис за бројот на запишани првачиња со цел да се подготват планови за формирање паралелки и да се направи анализа на состојбите. Оптимизацијата нема да се прави насилно. Училиштата се под надлежност на општините и градоначалниците. Никој нема присилно да остане без работа, но мора да почнеме да го решаваме проблемот кој станува се поголем, рече Јаневска. Според неа, дури 124 училишта веќе престанале да функционираат по природен пат поради недостаток на ученици. Сnošti minav, kraj rajskata gradina, tam si najdo, do dva gjula crpnati. Tam si najdo
два јула цфнати тук ми биле двајца млади влюбени тук ми биле двајца млади влюбени. Em se ljubak, em se grlat, em si ti ko govora. Ljubov ta je otrovna. За само 24 часа на територијата на Република Македонија полициски службеници лишиле од слобода 7 возачи за безобзирно управување со моторно возило, информираат од Министерството за внатрешни работи. Од нив по 3 лица управувале возило без возачка дозвола и под дејство на алкохол, додека едно лице било затекнато зад волан и покрај активна забрана за управување. Возачи без возачка дозвола биле регистрирани во Скопје, Кавадарци и Охрид. Во случајот во Охрид, возачот предизвикал и сообраќајна несреќа во која е повредено едно лице. Под дејство на алкохол возеле лица во Виница, Прилеп и Скопје, при што биле веднаш исклучени од сообраќај и лишени од слобода. Во Кичево пак полициски службеници лишиле од слобода воzač кој управувал моторно возило и покрај тоа што имал изречена забрана за возење. По целосно документирање на сите случаи против сторителите ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави. Од Министерството за внатрешни работи апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат правилата и прописите, да не управуваат возило без положен возачки испит, под дејство на алкохол или со изречена забрана за управување со возилото, со цел зголемување на безбедноста на патиштата. Karanfilo, filo, filo, mome, karanfilo, filo, filo. Karanfilo, filo, filo, mome, ti karanfil ne nosiš. Ti karanfil ne nosiš, mome, da karanfil mirisa. Друшките ти носеја, моме, друшките ти носеја. Друшките ти носеја, моме, ама не мириса. Друшките ти носеја, моме,
мириса. Цел ден стојам пред порти, моме, цел ден стојам пред порти. Цел ден стојам пред порти, моме, пушка држам во раце. Пушка држам во раце, моме, да убијам татко ти. Da ubijam tatko ti, moме, да убијам татко ти. Жал ми падна за тебе, моме, ке останеш сираче. Жал ми падна за тебе, моме, ке останеш сираче.
На територијата на Македонија се регистрирани вкупно 6 пожари на отворен простор, соопштуваат надлежните служби. Од нив еден пожар останува активен, еден е ставен под контрола, а 4 се целосно изгаснати. Активен е пожарот во гостиварскиот регион во близина на село Чегране, каде што се зафатени ниска вегетација и грмушки, а екипите остануваат на терен и работаат на негово целосно локализирање. Под контрола е ставен пожарот кај село Железница во општина Кратово, каде што горела депонија. Во текот на денот пожарникарите интервенирале на повеќе локации и успешно ги изгаснале пожарите во неколку општини низ државата. Меѓу нив е пожарот меѓу селата Муртино и Банско во Струмичкиот регион, каде што биле зафатени ѓубре, ниска вегетација и шибле. Изгаснат е пожарот во општина Теарце во близина на бензинската пумпа Стюдес Петрол, каде што горела ниска вегетација. Дополнително под контрола се ставени и пожарите на потегот меѓу селата Панчарево и Црник во општина Пехчево, како и кај селото Долно Куќани во Велешкиот регион. Надлежните служби и понатаму ја следат состојбата на терен, особено поради високите температури и зголемениот ризик од нови пожари. Институциите апелираат до граѓаните да бидат крајно внимателни при движење и престојно отворено, да избегнуваат активности што можат да предизвикаат пожар и да пријават секое сомнително однесување. Соберат сите каури у црквата Свети Никола, у црквата Свети Никола. Наредба даде балисто джемо Тројцата млади, тројцата млади, млади партизани, тројцата млади, млади партизани. Беше младен Требош, другиот беше сретен Горно Малец, третиот беше Андреј Аристовски, третиот беше Андреј Аристовски. Цвемо ги праша тројцата млади, тројцата млади, млади партизани. Дали познавате овде некого? Дали познавате овде некого? Згрмеја пушки, пушки, патрони, ни ги застрелаја тројцата млади, тројцата млади, млади партизани, тројцата млади, млади партизани. Ранет ми стана младен Требош, па ми извика смрт на фашизмот.
Смрт на фашизмот, слобода на народот. Смрт на фашизмот, слобода на народот. Во продолжение да проследиме и две куси вести. На градилиште на улицата Тодор Циповски Мерџан во Тетово се уапсени 12 државјани од Република Бугарија на возраст помеѓу 34 и 66 години кои работеле во зграда во изградба, соопштува тетовската полиција. При проверки било утврдено дека лицата имале нерегулиран и непријавен престој на територијата на државата. Кај лицата е утврдено нерегулирано и непријавено дејствување на ова подрачје. Тие се приведени во полициската станица Тетово за понатамошна постапка и против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави согласно законот, се вели во соопштението. 20 годишен возач бил лишен од слобода откако со 4 цикл излетал на локален пат помеѓу охридските села Горно и Долно Коњско, а 16 годишна сопатничка завршила со тешки повреди. Несреќата се случила на 24 јуни, а девојчето од село Марино, општина Илинден, било пренесено во болницата Свети Еразмо во Охрид, каде лекарите констатирале тешки телесни повреди. По извршениот увид, полицијата утврдила дека 4 циклот го управувал ИП, 20 годишен од кривопаланечкото село Узем и дека воопшто немал возачка дозвола. Поради тоа тој бил лишен од слобода по налог на јавен обвинител. Екипа на СВР Охрид извршила увид на местото на несреќата. Skršena, žena ma žena Brečana,
чаша скршена. Скршена, вчоше фрлена, вчоше фрлена брежана, непогледана. Вчоше фрлена брежана, Дали Тетово може да добие победник во музичко шоу? Тетовскиот вокал, 25 годишниот Давид Груевски, стигна до финалето на Хајп Звезди, регионално музичко телевизиско шоу за откривање нови пејачки таленти. Тој настапи во полуфиналето со песната на Мишо Ковач "Остала си увек иста" и со неа се најде и во финалето. Во продолжение на место традиционалната приказна за најмладите, да ја чуеме приказната за Давид Груевски. Добре дојдовте во моето родно место Јегуновце. Ти никад неće znati ljubav dati, kao što je ona ocu mom. Сега каде што се наоѓаме сме во Тетово. Јас сум поточно роден во Јегуновце, но тоа спаѓа под околината на Тетово, пребавиот македонски град. Тука сум израснат, завршив средно образование музичко како што видовте. Тука почна моите почетоци за музиката и сонував секогаш да се појавам на некоја музичка убава сцена како што е вашава "Поздрав до Хајп". И од кога излегоја тие сите емисии што ме емитува мене, почнав да соработувам со овие прекрасни кафичи, едни од најубавите во градот. Имам доста настапи, соработки и така. Тоа место е Јегуновце, значи таму сум од мал израснат, детството ми помина таму, другарите, и имаме многу специфично место што не е секојдневно. Имаме една пештера, црква, што таму може да го најде секој кој сака спокојот и мирот и да ужива во природата. Ова место прво е место кое се налази у седиште општина Јегуновце. Значи у населено место Јегуновце, кај што е самата општина Јегуновце и е познатливо е по црква Свети Ѓорѓија и ова пештера, и затоа ова е место посетено и до разни другари, викендаши, пријатели, и едно од неколкуте места кои се предпознатливи у општината наша, кај што е наоѓаат граѓаните мир овде, спокојство, другарство, деца играју и уживаат. А сигурно Давид дека му е ова, он потекнува од Јегуновце и ова е негово родно село, и верувам дека и убеден сум, како и секој од нас, дека своето родно село е најубаво, или местото од кај што си се родил е најубаво, кај и да отидеш, кај да бидеш и што да бидеш, дека твоето родно огниште или родното село или родното место е најдобро на светот. Најмалку еднаш месечно го посетувам тоа место. Ова е мојата училница и музичкото школо каде што јас го започнав првиот чекор и почеток на музиката. Тука научив што е работа, дисциплина, љубов за музиката, а ќе ви ги представам и мојот класен раководител и мојата професорка по пијано. Ова мало училиште абсорбира многу ученици. Давид остави еден впечаток на еден постојан, редовен, и за време на неговото школување можам слободно да кажам дека беше инвентар на училиштето. Sluškinja
страствен кон пеењето беше. И овие успеси што ги постигнува, што го пратиме преку вас, од една страна не изненадува од причина што страста, желбата, сонот сепак го гледаме како остварен и како се остварува. Значи тоа е моделот за успех. Нема да биде изненадување ако достигне големи височини. И од друга страна македонците се познати по пеење, нели? Не вjerujem ja u kipove, ni takve ko ti tipove. Kad si jednom srce slome, ne vjeruješ nikome. Kad si jednom srce slome, ne vjeruješ nikome. Прв пат за музиката почнав од основна школа, имав желба да пеам и отидов во музичкото, таму има исто и основно да се почне и сакав да идам соло пење директно, но ме зеде професорката на час и ми кажа да оспеам некои строфи и ми вика: Давид, тебе уште гласот не ти е мутиран, имав тогаш 13 години и ми вика: но гледаме дека има талент во тебе, ќе почнеме да работиме со клавир, кога ќе ти созрее гласот, ќе почнеме да работиме и соло пеење. И тогаш имаше фестивали тука, детски фестивали Јаболчиња, имам свои детски песни 2 и од таму почна мојата прва љубов за музиката и потоа се насочив кон средното музичко. Давид е мој ученик по пијано и солиден ученик. Уште од тогаш се гледаше неговиот талент за пеење. И чест ми е што како наставничка сум дел од неговиот музички развој. Најталентиран беше за пеење. На часовите беше редовен, солиден ученик, како што кажав. Само пофалби. Не можам да кажам дека сум бил како посебно дете, но секогаш ги забавував, им правев како проблеми. Јас во една училница, они во друга, јас правам галама, па ќе влезат Давид, темели намали да имаме час со другите деца. И така, позитивен лик, позитивна енергија и ме оставив добар впечаток и уште осеќаат кога да сум таму се уште со нив. Верувам дека ова е само почеток на неговата блескава музичка кариера. Работев како конобар во дискотеката тука во Тетово. На мене конобарството не ме интересираше, секогаш кога пееше пеачот, знам да певам, сакам да ме слушнеш и ти да направиме едно кратко шоу. Ќе запеам јас, ќе ме слушне, ќе се зачуди, ќе ми каже: дете, зашто ти се бавиш со оваа работа, имаш дарба од Господ, глас искористи ја. И јас тогаш се свеснав и викам: ајде, зашто да не се пријавам во некое шоу, зашто тука во Македонија поставени се рекламите, немаме толку добро кај што може да се представиме, немаме публицитет. И викам: еве, излезе хајп, зашто да не пробам таму. Се пријавив на аудиција, ме викна на прв круг, јас бев пресреќен и сега ваму до кај што стигнав, више тоа премногу за мене и сум пресреќен. Спавови сада ја на твоим рукама. Будио се не би никада. Околината, пријателите, семејството секогаш ме поддржувале и ми давале чекор напред и секогаш биле покрај мене, веруваат во мене, се гордеат и само ме бодрат и навиваат. Па најголема поддршка е секако од родителите и од околината кај што живеам. Највеќе ми даваат добри коментари, критики кај треба да се поправам за да се тоа звучи како што треба. Јас слушам и така. Спавови сада ја на твоим рукама. Будио се не би никада.
Моите очекувања се јас да добро се представив на публиката, да го покажам мојот настап, енергија на сцената, да ме засака публиката, да привлечам што повеќе и потоа да се дружиме со нив, да имам повеќе настапи. У Тетово сум доста препознатлив, се дружиме, се сакаме сите, од кога се почна ова шоу и уште дека се емитува и сега секогаш кога ќе се повам ќе направат вау, еве го Давид од Хајп и малце чувството е поразлично, не е како од пред тоа ќе седнеме само здраво едно друго. И малце подруг вајп има. Безимено града, pričaš mi o svemu, odamo polako, odavno se nismo isplakali tako, ostale si uvijek ista i ove suze na licu tvoj, ostale si uvijek ista, jedina žena na putu moj, ostale si uvijek ista. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.